Ви благодарам на сите што дојдовте во Ѓорче Петров. Позади нас се наоѓа котларата, каде што заедно со Јани планираме да ни биде базна станица за газ. Меѓу првите одлуки кои што ќе ги донесеме заедно со Советот на општина Ѓорче Петров ќе биде формирање на јавно комунално предпријатие Ѓорче газ, за да граѓаните не цепат дрва преку цела година. Втора одлука која што мора да ја донесеме е да направиме енергетски ефикасни објекти, бидејќи навистина Ѓорче Петров заостанува и представува слепо црево на градот Скопје. Дополнително на сите згради, во зависност од тоа колкава е конструкцијата и како се изградени, ќе им дадеме можност на луѓето со соодветна одлука на Совет во соработка со градот Скопје да имаат енергетски ефикасни објекти со челична конструкција за да можат луѓето да имаат поудобен живот. Меѓу другото, би сакал исто да напоменам дека на лице место овде каде што се наоѓаме позади нас, во вчерашниот ден грубо се кршеше изборниот законник, се злоупотребуваат службени возила, се злоупотребуваат службени средства, се користи кредитот од 1,5 милион евра кој што е земен пред избори, меѓутоа за тоа немаме никаква реакција од надлежните институции, од надлежните органи. Поднесени се до Државната изборна комисија бројни представки, каде што на лице место се фатени функционерите Ставревски, Митровски, Велјановски, кои што ги оценуваат луѓето, доаѓаат да прават списоци за социјална помош да се дели, меѓутоа немаме никаква реакција. Денот на гласање во Ѓорче Петров помина, да ви кажам искрено, како да се наоѓаме во Руанда, доаѓа борбени транспортери БТР од полиција, доаѓа не знам веќе колку управи има полицијата на Република Македонија. Граѓаните чувствуваат огромен притисок и би ве замолил вас, медиумите, да бидете пореални во известувањето, бидејќи на лице место имаме ситуации каде што граѓаните велат дали градоначелник кој ќе дојде ќе ни ги платите сметките. Дури не знаат дека плаќаме за улично осветлување, а истите пари одат во Ивана каде што се слеваат во општинската каса. Од 2005 наваму до сега во Ѓорче Петров се влезени 50 милиони евра. Ние оперираме со бројка од 40 милиони евра, со кои што тековна администрација, трошоци, децентрализација и така натаму, меѓутоа на лице место ние се соочуваме како да живееме во 19. век.